Договорите со Грција и со Бугарија треба да бидат инспирација за регионот и се пример за успехот на дипломатијата. Зоран Заев на конференцијата на Економист во Атина порача дека на Западен Балкан му треба поголем фокус на мирот и стабилноста, кои пак ќе доведат до зајакнување на регионалната соработка, што пак ќе го динамизира приближувањето кон Европската унија. На панелот Западен Балкан по 2020-та, едно од прашањата беше колку би трал тој процес за Северна Македонија, која се надева на почеток на преговори кон крајот на годинава за време на германското председавање со Унијата. 5, 7, 10 years. It depends mainly from us. 5, 7, 10 години. Колку ќе траат преговорите зависи од нас, но и од Европската унија, колку е таа фокусирана на Западен Балкан. Се надевам дека нашите соседи пред се Бугарија и Грција, но и останатите од регионот, Унгарија, Романија, Австрија, Хрватска и Италија, ќе успеат да го одржат фокусот на останатите земји членки на Унијата на регионот. Во ЕУ не сакаме само формално да влеземе, туку на вистина да станеме дел од Унијата. Конференцијата, која се одржува во очекување на можниот нов бран на COVID-19, ја реактуализираше потребата од засилување на регионалната соработка за поефикасно справување со пандемијата. Мултиетничноста на Западен Балкан, како што велат дел од учесниците, треба да биде плюс, а не минус во ситуацијата. We have a very mixed life. Водиме мешан живот. Многу албанци живеат во Грција, многу грци живеат во Албанија. Така е во целиот регион. Северна Македонија се темели на оваа хармонија меѓу македонците и албанците. Така е и на Косово, така е и во Србија, така е и во регионот. Првото службено патување по изборот за премиер токму во Атина и сребите со грчкиот државен врв според Заев имаат особено значење. Двете земји преку Преспанскиот договор го надминаа спорот зимето, но остануваат елементи за имплементација, како што е на пример чувствителното прашање за брендирањето на производите и користењето на називот на географското потекло. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.